Ај, здраво. Денес прв пат ќе го вадиме ова чудо надвор од Скопје да видиме дали ќе не однесе и дали ќе не врати од Гостивар. За секој случај земав и кабелот за Шуко домашниот и кабелот за Ева на полначите. Картичката е со нас. Па да видиме. Значи батеријата синоќа ја наполнив до 100%. Поминав некој, немаше ни 10 км, падната е на 90, нешто под 90. Вчера покажуваше рейндж од 150, 170 кога трнав. Еве во Eco Mode 149. Ќе возиме во Eco Mode 90 км на саат и без клима, за да видиме што ќе се случи. Мислам дека секако за назад ќе полниме, нема да успееме да отидеме да се вратиме со еден резервар, да го кажеме, со една батерија. Да видиме, официјално вика Гостивар има полноч, 22 киловатен, како што мене ми треба. И има наводно на Гулф, на автопатот Тетово Гостивар, ама не работи. Одаман ќе ги прашаме кога планираат да го направат. Имав една идеја да одам по обиколница за да го заокружам Скопје. Continue for 800 meters. Добра ве. Ама ќе возам низ град затоа што електричниве возила помалку им одговара отворена воžnja отколку градска, така да ќе одиме низ Скопје, па преку Ѓорче ги се излеземе легално на кај Тетово. Ќе видиме понатаму. Инаку, ајде да кажеме и некои податоци за батеријава. Smart од 453, Smart 44, 4 седишта. Има батерија од 17,6 киловати. Да кажеме дека 80% од батерија, од 20 до 80% по правило би требало да се полни, да не се полни батеријата до крај без некоја потреба, еве на пример ако одите на подолг пат. Еве ќе зборуваме за цената на полнењето. Со картичка од Ева на нивните полначи, цената на киловат е 25 денари. И ако земеме дека вие би полнеле 10 киловати, односно половина час, дека 22 киловатен е полначот, 30 минути треба да наполните околу 11 киловати. По 25 денари тоа се 250, 280 денари, речи си цела батерија. И со 80% од батеријата за градско возење, со пристојна воžња, може да поминете помеѓу 80 и 100 км. Што значи дека за 250 денари поминувате 100 км, а ако полните на домашен полнач, односно дома на Шуко, ноќна тарифа, ефтина тарифа, истото полнење излегува околу 50-60 денари. Така да 100 км за 50 денари е непобедливо, другари. Ние сме веќе на излезот од Скопје, еве го мостот Сарај. Смартот има темпомат или круз контрол и на другата страна е лимитерот. Овде се мести, значи местиме лимитер, уклучуваме на Take the ramp to Veles. на 90 км на час. Еве го. In 800 meters, merge onto A2. И сега иде газ. Инаку заборив да кажам, слушате во позадина навигација иде, да не мислите дека не знам до Гостивар да стигнам. Одлучена ми е локацијата од кај мајсторот што треба да ми прави футроли за лепотици. Со оглед на тоа што возам на лимитер 90, патов на кај Тетово е упорничка цело време, потрошија на батерија во моментов околу 20%, што и не е така лошо.
Ама што се случува? Доаѓаме до Удолница пред втората батарина. Возиме 90, а оно полни ли полни. Кога ја почнавме Удолницата, која е 2 километри 3, покажуваше рейндж 89 километри. Сега батето покажува 92. 93. Па, другари, ние стигнавме во Тетово. Сме ние на патот Тетово-Гостивар, плавата точка, и се уште на бензинската на Гулф вика coming soon. Ама ова го пишува веќе добри 10-15 дена од кога јас пратам. А сега мислам дека е време да застанеме да ги прашаме кога ќе биде тоа coming soon готово. Ние се наближуваме, мислам дека е тука негде Гулф пумпата. Може грешам. А, не грешам. Не. Ајде да видиме кога ќе биде полначот за електрични автомобили спремен. Здраво, не сум за гориво, на струја сум. Сакав да прашам, пишува на една апликација дека наскоро ќе имате полноќ за електрични автомобили. Дали сте нешто информирани или не? Не сум. Не. Добра, фала. Тоа е таа моја чудесна Македонија. Не е информиран господинот што работи на пумпата кога и дали ќе има полноќ. За жал. Ќе полниме во Гостивар или во Тетово. Инаку сега проверив на точно 10 километри пред локацијата. Стигаме со 50 километри ренч, што значи дека предвидени 100 километри градска воžња се еднакви на 70 километри отворена воžња на 90 еко-мод без клима. Тоа е тоа. И батеријата од 90% падна на 40%. Па, другари, стигнавме во Гостивар на 500 метри од локацијата сум. Како што предпоставив, 55 км ренч, ја реков 50. 9:00 тргнавме од Скопје, 10:15 сме веќе во центар на Гостивар. Односно од Ѓорче, баш приметив од мостот на Сарај довде, 40 минути. Така, завршивме работа кај мајсторот. Сега покажува 59 ренч. Одиме да полниме во Гостивар и се читаме покасно. Ево, комуналец Гостивар. Ич не ми се седи овде ради ова со вода, ама ајде да не рискирам да се враќам до Тетово, таму да полнам. Овде ќе си наполнам Turn right onto струја. Sretko Kresteski. Добро бе, си наполнам струја и бегам назад. Да видиме дел од убавините на Гостивар. Овде вика на 200-300 метри, 200 метри дека е конјачот на Иван, ама не би ме чудело некој европеец да е паркиран на паркинг местото. Ќе видим. Шо ви реков? Оди па застан. Ви реков ја дека европеец ќе биде паркиран на полначов. Многу глупа дестинација одбрав за прво патување. One hour later. Сепак имав среќа, излезе батето. Ајде да полниме. Светло зелено. Така е, почнемо полни.
Мислам дека Ивана треба да биде фер и да ми даде гратис полнење како прв. Шу уопште го искористил полночот во Гостивар. Такво мислење имам, не знам зашо, може грешам. Ама се некако мислам дека јас сум првиот што го употребил овој полноќ, не заради друго, паркингот е цело време зафатен. Наполнивме 30 минути, ќе видиме сега. Исход. Така. 80, 90 скоро по 130 минути точно полнење. 125, односно 137 километри на екомод. Бидејќи на доаѓање се објаснив, што требаше да се објасни, на враќање нема да отупам многу, ќе ви кажам исходот каков е. Ајде се гледаме. И ни остана уште една дисциплина да му измериме на смртчево, а тоа е од 0 до 100 за колку крева, односно нема да мериме од 0 до 100, поради големината на моторот, ќе мериме од 0 до 80. Мислам дека е фер. 3, 2, 1... Толку имам да ви кажам, тоа е тоа. Чао!